Bookstart 2024, фестивалот на европска литература од 30 септември до 3 октомври. Добро утро велам за Билјана Стојановска, дел од организацијата, која што ќе ни ги сподели и соопшти деталите. Добро утро, ви благодарам за поканата. 10 години Bookstart. Ајде прво накратко во неколку реченици да ја објасниме суштината на фестивалот и зошто се одржува. За овие простори многу 10 е многу голема бројка. Меѓутоа не е само 10 години Bookstart, туку е и 25 години Антолог, кои што се организатори на овој фестивал. Зошто голема бројка? Затоа што во земјава уметничката сцена, независно дали се работи за литература или ликовна уметност или музика, многу тешко обстојуваат, а камоли кога станува збор за фестивал, каде што треба да соработуваш со гости не само од земјава, туку и од странство. И сметам дека е многу голем успех 10 години, јубилеи. Нам многу ни е драго дека стигнавме до тука. Се сеќавам на почетоците, значи бев дел од првото издание на Bookstart, се промовираше мојата книга. Тогаш не очекувавме како ќе се развива фестивалот, беше малку поскромно, меѓутоа одеднаш со тек на годините, нели, прерасна во голема манифестација. Низ годините, значи, светски имиња беа дел од настаните, кои што светски од типот како рок звезди во книжевноста, во таа смисла светски. Така. Едноставен, но многу моќен слоган оваа година. Преобразба. Така, преобразба или метаморфозис. Инспирацијата е од Франц Кафка. Поводот е 100 годишнина од неговата смрт и значи се чествува секаде низ светот. По тој повод ќе имаме и специјален настан, значи во Europe House, кај што ќе се одржи панел, каде што ќе разговараат Венко Андоновски, Сонја Елзесер. Сите настани се во духот на преобразбата и авторите кои што се поканети од странство, меѓутоа и домашните автори, и се на некој начин автори кои што некако низ животот доживеале преобразба. Така. Ајде малку околу програмата годинава и околу гостите. Европски фестивал на литература, веќе најавивме во одговорите досега, годиниве наназад, тоа беше белек, гостите кои што доаѓаат, верувам ќе ги имаме и годинава. Така, значи годинава исто така доаѓаат врвни автори. Ќе Мирженка Чехова од Чешка, Паула Перети од Италија, Кристијан Новак од Хрватска, Фарук Шехи од Босна и Херцеговина, Игор Мајоревиќ од Србија, Жозе Луиш Пейшото од Португалија, Здравка Евтимова од Бугарија, Јон Калман Стефансон од Исланд и македонската писателка која што сите добро ја познаваме, Румена Божаровска. Тоа се главните гости, меѓутоа гости ќе бидат и голем дел издавачи од светски познати и реномирани издавачки куќи, кои што ќе можат, македонската јавност ќе може одблизу да ги запозна и да има блиска средба и да види како тоа функционира во светот кај нив. Имајќи го искуството овие 10 години, сакаат ли граѓаните пишан збор, зборувам за пишан збор на хартија, не дигитален, иако дигитализацијата и новото време си го носат и тоа, па што и да е, нека се чита и дигитално, само да се чита. За мене нема поубава миризба од миризбата на нова книга, што туку испечатана и онаа книга од библиотека која што ќе ја земеме. Се купуваат ли книги се уште? Се купуваат. Браво, одлично. Имаме читателска публика, што многу ме радува. За жал, многу најмал број се помладата генерација, тие некако повеќе се ориентирани кон видеа и кон кратки форми, инстант што се сервираат. Меѓутоа има квалитетна македонска публика. Така. Останува да ги поканиме гледачите да бидат дел од Bookstart, каде ќе биде отворањето на 30 Отворањето е на 30 септември од 20 часот по лабораториум. Книжевен настан кој што свечена реч ќе има Румена Божаровска и ќе бидат дел и од гостите од фестивалот и многу настани ќе има, значи во текот на 4 фестивалски денови, креативни работилници, подкасти, книжевни разговори, концерти, стендап настапи, диџеи. Да, значи
симбиоза од повеќе уметности, не така. Иако е фокусот во литературата. Благодарим. Тогаш се договараме по завршувањето на Букстар, повторно ви имаме да резимираме која литература најмногу се бараше на штандовите. Може така? Договорен. Ви благодарам. Ви благодарам.